Нашиот пејач Тони Андреев ја преработи песната Елена Керко, нашата стара македонска песна, и тоа е еден од поводите за кој што денеска е во студиото кај нас, но секако ќе зборуваме на тема музика, на тема компонирање и други пропратни прашања. Ќе одговориме секако во продолжение. Тони, добре ни дојде. Добар ден, добро ве најдов. Долг беше патот од нашето студио, но гужвите ги избегна успешно. Иако за мене ова е утро, ама мора да биде добар ден. Па добро, одлично. Важно е што си тука. Што успеа да стигнеш, тоа е најважно. Така е, малку имаше метеж, но тоа е нормално за Скопје. Така е. И не е страшно. Чудно би било да нема, за жал, меѓутоа да нема метеж во Скопје. Тоа ретко се случува. Елена Керко преубаво звучи, малку модерен звук во нашата стара македонска песна. Така што, кажи ни ги деталите, зошто токму оваа песна, и нешто малку повеќе за самиот спот, да одиме по ред. Така. Ова е еден проект на Темелко Андреев, продуцент кој што моментално се наоѓа во Велес. Заедно дојдовме до идеја да ја преработам Елена Керко. Мене беше желба од сите тие велешки песни кои што беа одбрани за тој проект. Повеќе се понаоѓа во оваа песна поради тоа што малку има тој рубато момент на почетокот каде што не е толку застапен на ритамот, може да се фразира во послободен стил, така да кажем. И од секој што ме сако. Да. Преубава е, навистина е преубава и многу бав избор си направил. Сега во однос на спотот и самиот спот така делува едноставно, но сепак локацијата е посебна. Така, пред се благодарности до локалитетот кој што ни овозможија да снимаме таму. Сепак тоа место е под Министерство за култура и една процедура која што моравме да поминеме. Но ни беше мерак, мене пред се да биде на оваа локација. Сепак тука има доста историја ова место и многу кажува само по себе. Тука, иако можеби не изгледа така, има 2 степени можеби температура на снимањето. Навистина? Да. Воопшто не изгледа. Јас дури баш си помислев дека е некој пролетно време, ти си баш летно облечен. Ова е некаде, мислам, март, ако не се лажам, кога падна снег после снимањето 5 часа помина и едино добро е што нема сонце, иако беше ладно, па имаме предност во снимките, нема сенки, нема што да смета. Ете во целото лошо и целиот студ една добрина. Настина ли после тоа или не? Сите настинавме. Неизбежно беше, ја највеќе поради тоа што бев на кузи ракави цело снимање. Но во секој случај, производот е квалитетен, крајниот производ е така. Квалитетен и преубаво звучи. Ова е еден посериозен проект кој што не би било сеедно да се сними било каде. Пред си има тежина оваа песна и не би ми било мене сеедно да ставам некој спот кој што колку да го има. Така е, апсолутно. Има доста и статисти. Многу време ни одзема, морам да признам, поради овој проект и стопирав доста авторски песни кои што овој период требаше да веќе да видат светлосни, светло да го видат. Но ти секогаш обрнуваш внимание на спотовите и уште во 2080 година кога го направи спотот за песната До мене, а толку далечна, и тој спот си има своја приказна. Така, тоа е многу интересна приказна поради тоа што ми е прв спот и буквално ние немавме искуство никакво со снимање, немавме ни режија, ни унапред сценарио. Тоа беше се на лице место. Пронајдено, па доста снимки отфрливме, пошто свативме дека не одговараат, па додававме нови. Али мислам дека како за прво видео и те како е добро. Ја намерно би го оставил тоа на мојот канал е првото видео што е објавено и не би го избричал никогаш поради тоа што таму се гледа уствари градацијата. Точно. Од каде си почнал. Така е. Никогаш почетоците не треба да се заборават, напротив, да не мотивираат за понатак. Ево од денешна перспектива, пошто веќе работам и продукција и ми е тоа една втора љубов покрај пењето, што сепак е музика. Од денешен аспект би преправил ја сите претходни аудио снимки и на кавери, и на песни, но тоа е природно да како растеш во тој дел да не ти се допаѓа претходното. Да, освен што си пеач, исто така си композитор, а однодамна имаш и свое студио. Па што повеќе те влече, да компонираш или да пееш? Мислам дека подеднакво би ги поделил тука веќе овие работи поради тоа што на настапите јас многу позитивна енергија
црпам од луѓето, од самата атмосфера, која што знам да преточам останатите денови во, па и не мора да е авторско, во некоја преработка, во нешто на музички план. Не можам да се кажем, јас како продуцент никогаш не се рангирам и не си давам право на збор во тој дел, но ми е една голема љубов, тоа е моје home studio, не. Али мене ми е многу битно катче, каде што знам да го поминам цел ден, па и цела недела некогаш и да не се уморам, едноставно да се наполнам со позитивна енергија. Баш убаво, нели музиката е лек. Посебно Лечи, кога си има талент да се пее. Во однос на каверите и во однос на преработките на песни, стана некако многу актуелни, но ми се чини дека во јавноста се поделени мислењата за тоа. Некои ги поддржуваат, некои не. Кој е твојот став? Очигледно дека претпоставам ги поддржуваш што си направил. Меѓутоа, кое е твоето мислење во однос на тоа дека е сепак подобро да си има авторска музика и дали е подобро? Отколку кавери да се снимаат и да се преработуваат песни? Тоа мислење го делат многу поради тоа што со социјалните платформи многу добија артисти назначени поради преработка на друга песна. Што ја не сметам дека е погрешно таа песна која што има автор и оригинална верзија, никогаш не може да биде да се занемари оригиналот. Ова се народни песни кои што не сите ги има препеан, па дури нашите доајени на македонската музика. Така да не сметам дека преработката е нешто лошо, особено не за нешто што е македонско, со традиција, со идентитет, кој што не одликува нас како нација. Така мислам дека напротив дури би ги приближиле на младите генерации. Ова е моје едно видео, една песна. Немам јас 10 план да ги него чисто во однос на тоа, нели, секакви мислења има и во јавноста, и во мрежите, па ме интересираш и твоето мислење околу тоа. Најчесто тие што коментираат се дел од некаков проект кој што е поддржан од некого. Јас ова го работам сам, без никаква помош. Тука сам аудио верзиите, не ги ми помогна општина Велес да ги сработиме. Но видеото се останато реклами. И тоа сигурно е многу тешко, нели? Јас сам, така е, и финансиски и во секој поглед. А тие што коментираат претежно се, можеби е невкусно да кажам, но има можеби се засегнати што не се одбрани од некој си проект кој што го поддржава државата. Така. Јас не сум учествувал во таков проект, се сум направил на свој трошок и свој грб и мислам дека и те како се битни овие работи да ги имам. Така, многу настапуваш, па кажи ни генерално што на што се слуша на твоите настапи, што на што сакаш да свириш? Во однос на моите почетоци и сега имам голема промена на репертоарот, но тоа е се и во зрелоста на годините и како поминува времето. Поради тоа што мојата генерација сепак не сум толку стара, но сум го фатил тоа време на македонски хитови, македонска музика, на тоше времето. Ја растев во времето на Врчак, на тие артисти кои што многу допринале за мојот раст. И како мине времето, јас се повеќе и повеќе уфрлам такви песни на моите настапи. И се трудам што повеќе да го опфатам тој македонски репертоар. Иако често имаме критика, мине времето и веќе сваќаат и самите сопственици на локалите сваќаат дека тоа е добро. Додека порано повеќе можеме да подлегнам под влијание кои ќе ми кажат па ајде промени го репертоарот, знаеш, досадно е македонска музика. А барана е, сепак мислам тие се хитови кои што сите сме желни повторно да ги слушаме. Така, сега е обратно. Сега често знаат да ми порачаат македонски песни на моите настапи. Ајде отпеј нешто плюс, додека порано не било случај. И мислам дека за тоа сме виновници самите ние. Доколку јас наметнувам моја музика, дали авторска, колку и да имам, и нешто што е наше на моите настапи, се повеќе луѓето ќе го слушаат тоа. Так. Доколку ние наметнуваме странска музика или од нашите бивши простори, луѓето ќе слушаат таа музика. А тоа е само кај нас тој проблем. Никаде на друго место не постои. Во однос на самата моментална музичка сцена кај нас, кое е твоето мислење? Што би можело тука да се промени? Да се подобри? Тоа е сепак една голема тема која што ќе ни одземе време, али јас мислам дека последниве години на добро е подобрена целата ситуација, дека има доста млади автори, артисти кои што ваат авторска музика. Можеби ова е брзо време и сите обрнуваат внимание повеќе да ги има, колку на тој момент
да поработат повеќе на авторската музика, поради тоа што сепак тоа е песна која што ќе треба да пееш цел живот. Ајде да го тргнеме на страна виралниот момент, дали ќе биде гледан на социјалните мрежи или не, тоа ќе остане за секогаш како твое нешто. И доколку така би гледале сите на авторска музика, мислам дека уште поквалитетна музика ќе се работи. Па и оние златни времиња да ги вратиме на Врчак, на Нокаут. И уште поназад, од времето на Макфест, кога настапувале Маја Оджаклиевска и тие артисти кои што денес тие песни ги слушаме. Многу солзи исплакав и редот. Зошто тие песни денес не се нас драги, затоа што има во нив многу музика и не се направени за 2 дена. Така. Туку се квалитетни. Ја денес мислам дека треба да се задржат луѓето на тој момент кога се изработува една песна, да бидат свесни дека таа песна ќе треба да се пее цел живот. Дали би биле спремни или не. Доколку нешто те двоуми, не ја вади. Да, така е. Спомна дека поминуваш време во студио, што подготвуваш? Моментално работам на нешто авторско, ете малку ги стопирав тие преработки кои што луѓето често ме препознаваа по нив. Пред се преработките од Тоше, први тоа што секој 16 октомври ја знаев да обавезно да изведам една преработка која што ми помагаат тука многу и дел од фондациите кои што ги водат тие страни на Тоше, за да имам сепак некоја си дозвола за тој ден и за таа numера. Сега не сметам дека е погрешно да се работат преработки, особено на македонски песни, така како е потребно, но малку ги стопирав овој период поради тоа што сакам да го убрзам тие авторски песни сакам да ги убрзам малку. Пошто ми чекаат цело лето помина. Веќе сме при крај на аудиото на едната. Ќе работиме сега на видеозаписот и се надевам да не прецизирам сега како датум, али мислам дека до крајот на годината или почетокот на 26-та ќе имаме нешто ново за да поразговараме тука вака пак. Тоа би било одлично навистина и баш ме интересира во кој стил ќе се движат песните. Дали повеќе поп, рок, што е она што тебе посебно те фасцинира и сакаш да слушаш? Сега кога веќе ме прашавте. Ја би го класифицирал како некој си етно поп наредниот проект кој што го планирам. Тоа ќе биде веројатно 2 до 3 numeri. Зошто етно поп? Поради тоа што типичен поп не имаме премногу веќе, кој што и текако е добар. Не го побиваме факт дека има такво нешто. Но нашите соседи доста шараат стилски и знаат да вметнат и во веќе и во рап numера некаков си етно момент. Да. Додека кај нас е многу се некако оградени од тој дел. Сега јас би додал некако таков украс или мелос, не знам како да го наречам, кој што мислам дека ќе звучи по-автентично на мене, а сепак нема да е некаква си веќе чуена верзија од некој друг мој колега. Треба да се експериментира, значи. Па да, но не многу. И знаеш, ќе го видиш пулсот и кај публиката, што е она што ќе се допадне, па следен пат нешто ќе промениш, нели? Сосем нормално е тоа. Така. Сепак нема да е тоа нешто многу различно, сепак ќе се надоврзува на моите претходни авторски песни, иако се 2. Така стилски така би се движел сега за сега. Не можам да кажам кој е мој стил, пошто стилот мислам дека ќе го одреди публиката. Која песна ќе слушаат они, ќе би се допадне нив, така ќе ме препознаваат. Многу е нехумово да кажам, јас сум тој стил. Да. Хитот кој одредува на артиста стилот. Апсолутно, да. И самото расположение, самата инспирација, како ќе биде. Јас можам да кажам дека во тоа се пронаоѓа моментално, а дали тоа се ќе биде запазено, ќе видиме. Да. Како и да е убави реакции досега слушаме за Елено Керко? Па со оглед на тоа дека се е тоа органик и оставивме некако природно да го слушаат луѓето. Мислам дека овој проект не го ни работев јас за некаков си вирален момент, сепак ова е нешто кое што ќе стои за секогаш. И кој да пише Елено Керко ќе излезе на YouTube покрај тие оригинални верзии кои што беа од нашите доајени. Одлично, ја слушам и понатака ова преубава песна со модерен шмек, ако
може така да се каже. Баш ми е драго. И ти благодарам многу за гостувањето. Секако те чекаме и понатака повторно со твои нови проекти. Ти благодарам и тебе, Марија. И се надевам дека следното гостување веќе ќе имам нешто ново да презентирам. Апсолутно нов албум. Па добро, албум, како албум можеби е рано да го најавувам, али номера 2 со задоволство. Тоа би било баш убаво. Јас со нетрпение чекам и се надевам дека за брзо време повторно ќе имаме можност да разговараме. Ти благодарам уште еднаш, почитувани гледачи. Ја слушаме песната Елено Керко во преработка на нашиот пејач Тони Андреев и секако вие бидете тука, за кратко се враќаме повторно назад.